Во ова издание на Саботна хроника на Прва Скопска, во која ве подсетуваме за актуелните настани, ке гледате. Доделени 82 решенија за субвенции на печки на пелети во Газибаба. Од следната пролет, посетителите во Скопската зоолошка градина ќе плаќаат поскап влез. Граѓаните реагираат за хаварисани возила во автокоманда. Општината започнува акција за нивна дислокација. Градски инспекторат бара да се изврши инспекцијски надзор во цементарница Усје. Граѓаните да не очекуваат брзо решение за аерозагадувањето, велат градските власти. Во општина Газибаба денеска беа доделени 82 решенија на граѓани кои поднеле барање за субвенции за набавка на печки на пелети. Како што информираше денеска градоначалникот Борис Георгиевски, барање за субвенции поднеле 83 баратели, но еден граѓанин е одбиен поради некомплетни документи, односно стара фискална сметка. Георгиевски пред присутните посочи дека го радува фактот дека на секој јавен повик се пријавуваат се повеќе граѓани кои ќе одлучат да користат еколошки грејни тела и материјали. Инаку од буџетот на општината за оваа намена беа одвоени 3 милиони денари. Општина Газибаба и понатаму ќе одвои ова значителна сума на средства. Годинава се 3 милиона денара. За до година планираме да дуплираме сумата од 3 милиона денари, со така да продолжиме во делот на воведување на топловодно грејење во населените места Маџари 1 и Хиподром 1 и 2. Како и започнување веќе на процесот на гасификација во делот на автокоманда, Триангла и Хиподром. Ова е со цел да им се помогнеме, да се помогнат на граѓаните во делот на зачувувањето и одржувањето на човековата околина, а од друга страна субвенцираме директно за да можат емисијата на ПМ честички да се намали. Градоначалникот Георгиевски додаде дека и во идниот период општина Газибаба ќе продолжи со реализацијата на екоакции и настани преку кои директно ќе се влијае за одржување на чистотата на животната средина, а особено врз подигнување на свеста кај граѓаните, дека сепак зависи и од нас каква средина на живење ќе имаме. Доделени сертификатите за успешно завршена обука за згрижувачи. Обуките се во рамки на проектот На секое дете му треба семејство, кој беше имплементиран од СОС Детско село Македонија, УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика. Во текот на 2 месеца од почетокот на кампањата беа организирани отворени денови во 30 градови преку центрите за социјална работа и СОС Детско село, за да им се даде можност на граѓаните низ целата земја да дознаат повеќе и да станат згрижувачки семејства. Јулијана Гапо од СОС Детско село Македонија вели дека институциите не се добра форма за децата да растат внатре. Секое дете треба да расте во семејство или најблиску до топлината на едно семејство. Јулијана додава дека згрижувањето е многу макотрпна работа, бидејќи за да се биде родител и да се биде згрижувач не е исто, а обуките овозможуваат да се дознае што значи да се стане згрижувач. Згрижувањето е многу макотрпна и тешка работа. Да се биде родител и да се биде згрижувач не е исто. Да се биде родител, значи одговорноста да лежи кај родителот и тој всушност ги носи сите одлуки за животот на едно дете. Во згрижувањето, одговорноста е во повеќе страни, затоа згрижувањето е тимска работа. Кај згрижувањето одговорноста лежи во родителот, во згрижувачот, во старателот, во државата. Меѓутоа исто така здравствените установи, училиштата, заедницата сите треба да бидат поддржувачи на згрижувањето, бидејќи тоа е една благородна мисија. И тие се оние кои што треба да помогнат на многу лица, на многу деца кои што останале без родители и родителска грижа. Бенџамин Перкс од УНИЦЕФ вели дека вакви обуки се спроведуваат секаде во светот каде што функционира системот за детска заштита. На обуките потенцијалните згрижувачи учат се што треба да обезбеди еден родител во домашна средина. We had about 300 people. Околу 300 луѓе покажа интерес за време на нашата кампања за згрижувачи. Тоа представуваше навистина добар почеток. За сега имаме 55 нови семејства згрижувачи, од кои што 28 веќе имаат земено деца. Тоа значи дека 47 деца веќе се извадени од институциите и се ставени во семено згрижување.
А тоа представува 30% од сите оние деца кои што беа згрижени во институциите. Ја знаете политиката на владата, но исто така меѓународните стандарди и стандардите на Европската унија дека децата не треба да бидат згрижувани во институции. Македонија има потенцијал за давање на љубов. Постојат семејства кои ги пораснале своите деца и тие може да станат згрижувачи и да споделат љубов со децата што денеска живеат во институции. Таков пример е Живко Силјановски од Прилеп, кој е директор на Центарот за социјална работа во Прилеп и тој е еден од потенцијалните згрижувачи на деца. Тој вели дека со неговата сопруга имаат 2 полнолетни деца кои работат и живеат надвор од родниот град, па неискористената љубов сакаа да ја пружат на некое детенце кое на вистина има потреба од неа. Во овој дел, јас сум само една посериозна поддршка, би рекол, на моето семејство, на мојата жена, со цел да станеме згрижувачи, да згрижиме дете. Впрочем, рацете на сите нас во семејството четворица се кренат високо кренати кон прегратката на она дете кој го очекуваме да се смести. Така да потребата од нега, љубов, грижа, едноставно ја има. И ние чекаме таа ситуација, тој момент кога ќе ни се случи. Организаторите на кампањата ги повикуваат сите граѓани што имаат љубов да ја споделат и да придонесат во системот на социјална заштита, да се регистрираат како згрижувачи и да поминат обука, да добијат дете и за него да се грижат додека тоа не порасне. Како дел од процесот за дефинирање на предлог буџетот на Општина Илинден за 2019 година, а во насока на поголема транспарентност и партиципативно граѓанско учество во процесот на буџетирање. Општина Илинден почна со реализација на работни буџетски форуми со граѓаните. Во рамките на реализацијата на овој проект во Домот на културата Илинден, жителите од населба Илинден имаа можност да остварат средба со градоначалникот Жика Стојановски, членовите на Советот на општината, директорите на јавните предпријатија и јавните општински образовни институции, како и со представници на општинската администрација. При тоа граѓаните ги истакнаа приоритетните проблеми, предлагајќи за реализација конкретни проекти што согласно можностите ќе бидат вметнати во буџетот на Општина Илинден за 2019 година. Транспарентноста во креирањето на буџетот за следната година, Општина Илинден ја практикува за да им излезе во пресрет на барањата и потребите на граѓаните, со цел рамномерен развој на сите населени места и овозможување на квалитетни услови за живење на сите граѓани. Како што соопштуваат од Општина Илинден, вака подготвениот буџет за 2019 година ќе биде предложен на усвојување до советниците на Советот на Општината од страна на градоначалникот, кој активно е вклучен во работата на буџетските форуми. Буџетските форуми продолжуваат и во текот на следниот период со работни средби во другите населени места низ цела општина. Од 1 септември официјално започна кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици во Македонија. Оваа кампања за чипирање на милениците ја започна Агенцијата за храна и ветеринарство и истата се очекува да помогне во борбата против уличните кучиња, односно да ги спречи граѓаните по одреден период да ги напуштаат своите миленици. Микрочипот содржи бројче, преку кој се обезбедуваат основните податоци на миленикот што овозможува негово следење. Доколку случајно се изгуби, неговиот собственик може веднаш да се лоцира, да се пронајде и да му се врати. Исто така, ветеринарната струка на овој начин ќе знае колку животни има и кој им е собственикот. До месец април, чипот и аплицирањето на чипот се бесплатни во рамки на кампањата на Агенцијата за храна и ветеринарство за бесплатно чипирање домашни миленици, но се плаќа вакцина против беснило 600 динари која е задолжителна при чипирањето. Исто така се плаќа и пасошот 120 динари кој се издава за миленикот. Потоа, како што информираше градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите, ќе следуваат високи парични казни за собствениците на домашните миленици, кои нема да ги чипираат кучињата и мачките. Имено, очекувањата од оваа акција се значително намалување на бројот на бездомни кучиња и мачки по улиците, бидејќи при евиденција на животното, комуналниот инспектор ќе има право да му го врати на неодговорниот собственик. Микрочипирањето е безболно, а микрочипот се аплицира во пределот меѓу плешките.
Микрочипот е мал електронски уред како зрно ориз, содржи информации за собственикот на миленикот, расата на кучето и полот, за тоа дали е вакцинирано и кога е третирано со средство против паразити. Овие податоци во вид на низа од бројки се внесуваат во електронски системот каде се веднаш достапни. Во пакувањето со микрочипот има и налипница со соодветно бројче која се става во пасошот на миленикот. За бесплатното микрочипирање се склучени договори со речиси сите ветеринарни друштва во Македонија, вкупно 135, за да можат собствениците на миленици сами да одберат каде ќе го однесат своето маче или куче. Кампањата ќе трае до 31 март идната година. На предлог на директорот на Зоолошката градина Скопје, влезот за возрастните посетители ќе поскапи за 30 динари и ќе изнесува 80 динари, а за децата цената на билетот ќе остане 50 динари. Поскапувањето се очекува да се случи од следната пролет, но само доколку советниците во Советот на град Скопје ја прифатат иницијативата на директорот на Зоолошката градина и гласаат за поскапување на билетот. Влезот за деца до 3 години и понатаму ќе остане бесплатен. Како причина за барањето за повисока цена од Зоолошката градина Скопје ги наведуваат низата инвестиции преземени изминатите месеци, како и пристигнувањето на новите животни кои носат нови трошоци. Во изминатиот период Скопската зоолошка градина го заврши живеалиштето на слоновите, кое чини 400.000 евра, а од септември пристигнаа и двете слоници, Даела и Дуња, кои одлично се прилагодија на условите во зоолошката. Сепак, за нивното секојдневно одгледување потребни се големи финансиски средства. Се доопремува и живеалиштето на шимпанзата, кое исто така чини околу 250.000 евра. Се поставија и грејачи во живеалиштето на нилскиот коњ Буцо, а се инвестирало и во заштитните огради на животните, велат од зоолошката. Портпаролот на зоолошката градина, Тина Мицковска, истакнува дека споредено со останатите европски градови, во Скопје се плаќа најевтин влез во зоолошка градина. Само за компарација, во зоолошката градина во Белград влезот за возрастни изнесува 260 динари, додека за деца 150 динари. Поскапувањето во Скопската зоолошка градина нема да биде толку забележително, но сепак ќе ги улесни финансиските потешкоти за чување на животните, велат од таму. Ке поскапува билетот во зоолошката. Што мислите, ваш коментар за тоа? Ја не знам се тие си имаат потреба своја таму од потребите на зоолошката градина, па дали имаат потреба да се скапуваат. Исто како превозиеш се сега. Ја ваѓам карта 250 дена, се ваѓам 280, што значи потребите такви се тие. И не може да дам одговор за зоолошката дали ќе треба да се поскапат или не. Дали посетувате зоолошка градина? Не. Знаете зашто? Затоа што тоа е мачење на животните. Затоа што ние сме будали како народ и сметам дека најдобро животното е да се наоѓа онаму каде што припаѓа, тоа е дивината. Ке поскапува билетот во зоолошката градина. Што мислите за тоа? Па нормално е, кога има овци за стрижење, ќе има и волна. Во меѓувреме, интензивно се работи на чистење на живеалиштата во зоолошката, како и реновирање на најстарите живеалишта. Плановите на менаџментот на зоолошката се до крајот на летото да ги донесат и пингвините, а нивното живеалиште допрва треба да се доградува. Издадени се 11 решенија за отстранување урбана опрема во општина Центар во рамки на есенската акција на секторот за инспекциски работи за регулирање, расчистување и уредување на урбаната опрема, поставена на територија на општината. Од општина Центар информираат дека поради непочитување на правилата за поставување урбана опрема и отстапување од примарните одобренија за поставување урбана опрема, секторот за инспекциски работи на 11 правни лица издал правосилни решенија за отстранување и рушење на диво поставената опрема. Со издавање на решенијата на правните лица, општината им наложува во законски предвиден рок сами да ја отстранат нелегално поставената урбана опрема. Решенијата веќе се испратени на понатамошна обработка и доколку правните лица не ја отстранат урбаната опрема, општината најавува дека самостојно ќе постапи по решенијата за отстранување. Општина Центар потенцира дека активноста е дел од заложбите за доведување во ред на поставувањето на урбана опрема на територијата на општина Центар, со што ќе се улесни движењето на граѓаните на улиците и ќе се нормализира сообраќајот на возилата.
Нема изговори за некористење појас во автомобилот. Возењето без појас е причина за голем број сериозни повредени лица во сообраќајни незгоди, порачуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Истражувањата покажуваат дека во Република Македонија само околу 30% од возачите користат сигурносен појас. Тој процент е уште помал кога се работи за сопатниците на предното седиште, а за патниците на задните седишта процентот на лица кои користат појас е приближно еднаков на 0. Во Македонија, според статистичките податоци, правилото за користење сигурносен појас најмалку го почитуваат младите на возраст од 17 до 34 години. Податоците покажуваат дека во помалите градови возачите поретко користат појас отколку во главниот град Скопје, како и податокот дека појасот ретко се користи при возење во населено место, отколку надвор од населеното место. Истражувањата на релевантните меѓународни организации покажуваат дека 50% од возачите загинале поради тоа што не користеле појас, односно сигурносниот појас го намалува ризикот од фатални последици при сообраќајни незгоди дури до 50%. Според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, секоја отстапка и секое непочитување на законот, односно некористење појас, се казнува со 40 евра во денарска противредност или 25 негативни бода за возачот на возилото, додека за лицата кои се превезуваат со возилото, а не користат сигурносен појас, казната изнесува 50 евра во денарска противредност. Детската градинка Гоце Делчев по 4ти пат во континуитет е добитник на интернационалното признание екоградинка на највисоко ниво зелено знаме. Со добивање на зеленото знаме, градинката се стекна со право да аплицира за финансиска помош за екопроект. Градинката ќе подготви проект со кој ќе аплицира за мал грант, одобрен од програмата за мали грантови за екоградинки, финансирани од Европската Унија. Организацијата ОХО на градинката и додели зелено знаме, додека вработените вклучени во проектот примија сертификати, како признанија за успешна реализација на проектот. Екоградинка е градинка која ја усвоила заштитата на животната средина како еден од основните вредности за управување и раководење. Градинката, покрај тоа што ги воспитува и едуцира децата на тема заштита на животната средина, ги едуцира и сите вработени во институцијата и пошироката заедница. Екоградинката теоретското знаење го применува во пракса и при управувањето и раководењето ја зема предвид состојбата и иднината на животната средина. На старите хаварисани возила местото им е во отпад или во гаража, а не на паркинг, каде што зафаќаат место и оневозможуваат да се паркираат возила и покрај проблемот со немање доволен број паркинг места, реагираат жителите. Ваков проблем постои во населбата Автокоманда во општина Газибаба, од каде што жителите за овој проблем се обратија до Прва Скопска. Тие велат дека пријавено е во општина и во Пајак служба, но од Пајак службата им посочиле дека надлежноста за отстранување на хаварисаните возила е на општините и за нивно отстранување од јавните површини се грижат општинските комунални инспектори. Пред неколку месеци, кога подбаравме одговори од општина Газибаба за тоа кои се плановите на општината за хаварисаните возила, ни одговорија дека општината е запознаена со проблемот со хаварисани возила на јавните површини и токму затоа надлежни комунални инспектори излегле на терен и на собствениците на возилата кои не се во возна состојба им изрекле опомени за да ги отстранат во одреден рок. Но според жителите, и она што успеа да го забележи нашата камера, сликата на терен и не е толку променета. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски најави дека после доставените опомени и залепени налепници на собствениците за да си ги отстранат возилата, започнуваат со акција за нивна дислокација. Акцијата ќе започне од Железара, Автокоманда и Керамидница, а потоа ќе продолжи од Триангла до Хиподром. За да се надмине проблемот со хаварисаните возила кои што се наоѓаат на територија на општина Газибаба, започнуваме со акција за нивна дислокација. Прво од населеното место Железара, Автокоманда и Керамидница, каде што веќе граѓаните на своите возила кои што долго време се наоѓаат на узурпираните сообраќајни места се залепени налепници, кои што ќе треба во законскиот рок од 8 дена да ги отстранат. Во тој случај општината заедно со градските служби истите ги дислоцираме. Ова го правиме за да истите не бидат
попречуваат во делот на паркирањето, а и да се ослободат дополнителни парки места кои што и така недостасуваат во градското урбано јадро. Продолжуваме и понатаму во втората фаза во населените места од Триангла до Хиподром и во населеното место Ченто. Овде проценка наша нека има околу 80 хаврисани возила кои што во момент представуваат навистина сериозен проблем во делот на паркирањето и одвивањето на сообраќајниот режим во општина Газиба. Доколку и понатаму хаврисаните возила не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки. Од општината исто така соопштуваат дека дел од сопствениците на кои им биле изрешени опомени веднаш ги отстраниле возилата, а за останатите упатуваат апел да го сторат тоа во најкус можен рок, со цел да се ослободат паркинг местата. Во спротивно ќе постапуваат согласно законските мерки. Во изминатите денови зголемен е бројот на претставки и јавувања од граѓани на телефонските броеви во градскиот инспекторат во врска со загадувањето на воздухот, особено во делот на градот околу цементарница Усје. По многобројните претставки и јавувања во врска со работењето на АД Титан цементарница Усје, инспекторатот на град Скопје поднесе барање до Државниот инспекторат за животна средина да биде извршен инспекцијски надзор согласно надлежностите на Државниот инспекторат, бидејќи проблематиката е од јавен интерес, а се работи за инсталација која што подлежи на издавање на интегрирана еколошка дозвола и со тоа надлежноста за инспекцијски надзор е во ингеренции на Државниот инспекторат за животна средина. Градскиот инспекторат бара од Државниот инспекторат во најкус временски рок да изврши контрола и неопходни мерења со акредитирана лабораторија и потоа да информира за резултатите. Поради регистрација на граѓаните на системот за ЕПДД и прием на барањата за регистрација, покрај шалтерите лоцирани во регионалната дирекција на УЈП Скопје спроти Даре Џамбас и претходно отворените канцеларии на УЈП во општина Аеродром во општинската зграда на Авторикат и во општина Ѓорче Петров во зградата на урбаната заедница Ѓорче Петров кај полициската станица. УЈП отвори и два нови шалтери, лоцирани во општина Киселавода, барака број 4 и во општина Газибаба, барака за едношалтерски систем, поранешен даночен шалтер на УЈП. Канцелариите на УЈП во општините Киселавода и Газибаба ќе бидат отворени од 26 ноември до 31 декември, со работно време од 8 до 16 часот. За дополнителни информации, граѓаните може да се обратат на инфоцентарот 0833 000. Очекувањата на УЈП се дека до крајот на годинава треба да се регистрираат околу 900.000 даночни обврзници. За таа цел, канцелариите на УЈП ќе работат и со продолжено работно време. За оние пак кои при регистрацијата го загубиле ливчето што треба да го однесат во УЈП, неопходно е да одат на шалтерите на УЈП и таму да им се испечати пријавата. Продолжуваат активностите на градот Скопје за реконструкција на постојната и изградба на нова велосипедска инфраструктура во градот. За да се подобрат условите за возење велосипед низ Скопје, изминатиот период се изградија и реконструираа 7 километри велосипедски патеки по должина на градските улици и булевари во општините Киселавода, Центар, Чаир и Бутал. Во текот на градежните работи беа запазени сите стандарди за изградба на велопатеки. Обележена е хоризонталната и вертикалната сигнализација, а на влезот и на излезот од крстосниците рабниците се слеани, за да се овозможи непречено движење на велосипедистите. Во последниот период, нови пешачко-велосипедски патеки добија булеварот Борис Трајковски, на потегот од поранешната фабрика Стакларница до бараките на општина Киселавода, во должина од 3029 метри, на потегот од рампа до крстосницата со булеварот Крушевска република, во должина од 103 метри. Улицата 11 октомври, на потег од крстосницата со булеварот Крушевска република до крстосницата со булеварот Кочо Рацин, во должина од 1332 метри. Булеварот Крсте Мисирков од крстосницата со булеварот Кузман Јосифовски Питу до клучката кај Битпазар, вкупно 1704 метри. Улицата Буталска од улицата Босна и Херцеговина до крстосницата со улицата Душко Поповиќ, вкупно 620 метри.
Од ноември 2017 година се изградени и реконструирани и делниците на улица Ѓорче Петров, на потегот од улицата Кузман Шапкарев кон излезот на Скопје, на булеварот 8 септември, од булеварот Партизански одреди до мостот кај хотелот Александар Палас, на булеварот Кочо Рацин од кај 13 ноември до улицата 11 октомври и од улицата 11 октомври до булеварот Кузман Јосифовски Питу кај Веромаркетот, на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, на потег од улицата Џон Кенеди до улицата Рокомија, како и на улицата Втора Македонска бригада, од булеварот Христијан Тодоровски Карпош до кружниот тек на улицата Лазо Трповски. Во тек е изградба на велосипедските патеки на булеварот Србија, на потегот од крстосницата со булевар Борис Трајковски до крстосницата со булеварот Асном, на булеварот Киро Глигоров, на потегот крстосницата со булевар Асном до клучката во автокоманда, како и на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов наспроти млечниот ресторан. Ова значајно унапредување на велосипедската инфраструктура во градот ќе го оценува и Европската комисија при евалуацијата на град Скопје за престижното признание Европска зелена престолнина во 2021 година, која што го вреднува напредокот што ќе го постигне еден град во спроведувањето на зелените политики, односно напредок во подобрување на животната средина. Во оваа 2018 година, во буџетот на град Скопје за изградба и реконструкција на велосипедски патеки беа предвидени 30 милиони денари. Град Скопје во јуни 2015 година го презентираше проектот Скопје Велоград, со кој во градот треба да се оформат 4 главни велосипедски рути кои ќе се протегаат во насока исток-запад и 7 конектори кои ќе се протегаат во насока север-југ, и тоа рута 1 Газибаба центар Карпош, рута 2 Аеродром центар Карпош, Ѓорче Петров, рута 3 Киселавода центар Карпош и рута 4 Бутал Чаир центар. Во организација на Францускиот институт во Скопје, денеска беше организиран семинар на тема Главните градови соочени со проблемите поврзани со животната средина. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули пред присутните информираа за мерките кои досега се направени со цел намалување на загаденоста на воздухот, како и за плановите и стратегиите за следниот период, кои ќе придонесат да живееме во почист град. Според Шилигов, градот Скопје изминативе 12 месеци посветено работел на подобрување на животната средина во најголем дел на намалување на аерозагадувањето, како и на загадувањето на водите, почвата, но и бучавата. Ги повика и невладините организации, бизнис заедницата и сите останати граѓани да дадат придонес во оваа борба која според него нема да биде лесна. Секој пристап кој што бара или наводно нуди можност за дневно решавање на овој проблем е гарантиран начин дека овој проблем ма се реши. Бидејќи не зборуваме за проблем кој што се создал дневно, туку зборуваме за една повеќе децениска негрижа која што не можете да ја решите на дневна основа и мора да поставите за тоа што станува период за долгогодишна, долгодецениска негрижа, не може да поставите систем поинако за решавање на овој проблем, освен систем кој што во себе ќе ги таргетира корените, односно систем кој што ќе гарантира на среден и на долг рок дека животната средина во Скопје ќе ја подобри. Поднесовме апликација за кандидатура која што официјално Европската комисија ја прифати за престижното признание Европска зелена престолнина 2021. Ова во дневно политичка смисла. Сум свесен дека станувам таргет можеби и на подсмех. Меѓутоа, морате да ја поставите целта овде, за да стаснете до овде. Ако поставите овде како старт, не сте завршили работа. Шилигов исто така додаде дека од 39 мерки подпишани со граѓанските организации во текот на предизборната кампања, изминатата година остварени се 17, започнати 12, додека 5 не се во надлежност на градот. Оваа есен ја продолживме акцијата за зеленување на градот. Предвидено е, сега е сезона на садење, да се засадат 3.500 висококвалитетни повеќе годишни листопадни садници. Овој пат во фокусот е обновување на порано постоечки дрвореди, меѓутоа и подигање на нови дрвореди, особено во делот на Битпазар и Ѓорче Петров. Изминатиот период уредувавме нови паркови и скверови,
постепено се исполнува она што е ветувано пред граѓаните пред една година, дека во својот мандат ќе го вратам загубеното зеленило во градот. Во овој момент, во малиот ринг во градот Скопје, градот работи на два проекта. Зелениот кров на градскиот трговски центар и новиот парк позади Македонската филхармонија. Градот Скопје иницираше заедно со Министерството за внатрешни работи измена на законот при што кај техничкиот преглед на возилата секое возило може еколошки да се нотира и да добие налепница, за да може потоа административно да ги исклучуваме од сообраќај оние возила кои што придонесуваат за загадување во воздухот. Ова е една од 39 мерки кои што јас како градоначалник ги прифатив пред почетокот на кампањата, беа широко прифатени од невладиниот сектор. Само за потсетување, неконтролираниот влез на возила придонесе повеќе од 90.000 возила во текот на 7 години со нестандардни Евро 1 и Евро 2 дизел мотори да бидат увезени во Македонија и во Скопје. Сега го плаќаме данокот на ефтиниот популизам на поранешните политики. Грејењето среднорочно ќе го решиме со гасификацијата во рамки на ингеренции кои што јас ги имам како градоначалник на Скопје. За ваша информација, повеќе од 60.000 домакинства во Скопје. Некои податоци велат дека дури и 73.000 се домакинства кои што проблемот за затоплувањето го решаваат индивидуално и се надворно организиран систем на затоплување на домови. Најчесто со цврстите горива. Цврстите горива се најголемиот контрибут, односно предизвикувач на аерозагадувањето во текот на зимскиот период. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека работите во животната средина не се решаваат со популизам, туку врз база на научни созданија и факти, а планот на владата за справување со аерозагадувањето е прв реален и кредибилен документ кој носи решенија. Работите во животната средина не се решаваат со популизам, туку се решаваат врз база на научни сознанија и факти. И она што се прави во овој момент и го има тој принцип и тој пристап. Науката, фактите, аргументите. Нема да најдете пример во светот како кај нас. Например, во едно од ново барокните згради кои што се во Скопје, под зградата поминува централната топлотна мрежа, ама зградата да не ја поврзите. И државата да мора да плаќа 30% повеќе за затоплување за време на зимската сезона, затоа што некој решил или мислел дека барокот кој е измислен не е поврзан на парно. Обеем частичките. Затоплувањето учествува со најголем процент. 90% од грејењето на дрва, ама не се класични дрва за жал кај нас, се купуваат влажни за да тежат повеќе, усвари некој ги продава влажни за да тежат повеќе и за да е зголемат калоричната моќ, многу граѓани додаваат и пластика или искористено моторно масло. Граѓаните не сакаат да загадуваат, затоа ние мораме да им понудиме алтернатива. Пред присутните се обрати францускиот амбасадор Кристијан Тимоние, кој рече дека во справувањето со проблемот на загадувањето и заштитата на животната средина постои една итност, бидејќи се работи за нашата безбедност и здравјето на граѓаните. Тој потсети дека Франција го донесе својот закон за мобилност во услови кои се доста комплексни, но кои сведочат за одлучноста на председателот Макрон и на француските власти да ја спроведат енергетската транзиција. Имено законот е усвоен во 2018 година, а целта е намалување за 30% на посилните горива до 2030 година, во споредба со 2012. Законот предвидува и создавање зони на слаба емисија во градовите поголеми од 100.000 жители, што е во согласност и со препораките од Парискиот климатски договор, кој ги преминува националните граници и не засега сите, рече Тимоние.
Драмскиот театар Скопје денеска одржа комеморативна седница за актерот Мите Грозданов, кому овој театар му беше матична сцена од 1968 до пензионирањето во 2008 година. Доајенот на македонскиот театар почина завчера во 75-та година од животот. Мите Грозданов е роден на 14 декември 1943 година во Струмица. Тој почнал да работи во Драмскиот театар во 1968 година со представата Партитурата за Еден Мирон, во која го открил својот богат, раскошен талент, уникатен и универзален. Во годините што минуваа, Мите Грозданов на сцената на Драмскиот театар остави 70 на улоги и уште се во сеќавање неговите сценски реализации во Мајка од Виткиевиќ, Грдиот Нарцис од Арсовски, Јане Задрогас од Стефановски, Татко од Стриндберг и така натаму. Тој одигра брилијантни улоги и во филмовите Сутјеска, Планината на гневот, Залез над езерската земја, Истрел, Татко или Проколнати сме Ирина, Црно семе, Среќна нова 49-та. Една од највпечатливите улоги на телевизијата по која го паметат повеќе генерации е ТВ серијата Случки од животот, снимена во 80-тите години. Покрај бројните улоги, Грозданов е и автор на поезија и ги објави книгите песни Откорнат од душата, Земјанец и Ме болат мислите. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Саботната хроника, а вие и понатаму следите ги сите прегледи на вестите.